Добар ден, драги дечиња. Денеска ќе ги изработиме вежбите за превенција од лордоза. Значи ќе се трудите да ги вежбате правилно вежбите за да има некаков ефект. Може да започнеме сега со загревање, за да подигнеме малку циркулацијата, да го загрееме нашето тело. Ајде, движење по место. Висок џоп. Супер. Клучи малку раце. Движење со рацете нанапред. Врти крупчики. Добро. Идеме движење со рацете наназад. Одлично. Добро, ајде идеме малце наизменично. Добро. Застани малку. Издиши. Одиме малку скокчиња. Расшири малце. Расшири раце и нозе. Добро. Одлично. Протреси малку нозе, опушти се. Сега може да започнеме малку со вежбите за малку стигнување, драги ученици. Одиме полека со свиткување на ребетот. Главата оди кон напред, кога и рамениците се мотаат напред. И назад и главата и рамениците и ребетот. Издишуваме нанапред. Дишуваме кога одиме назад. Трудете се, што повеќе, полека, нормално да се истегнете. Значи многу е битно. И главата напред, и главата назад. Така. Одиме полека само со кружење со глава. Барем 5 повторувања, по можност, нели? 8 на една страна, 8 на друга страна. Во таков принцип ќе ги работиме и вежбите. Денеска, како што работевме од минатиот час, во вежбите за превенција од сколиоза. Значи ќе правиме 8 со пауза, па 8 повторувања, се водиме кружење со колкови, а они ученици што не можат, ќе направат помалку. Во суштина, значи, првиот час може да направите помалку повторување, да правите пауза на 5-6, па така вкупно да направите 10-12 повторувања. Вториот час да го зголемите бројот на повторувања, да дојдете до 14 и третиот час кога се работи да дојдете до 16 повторувања, ако некому е лесно, слободно, нека направи и повеќе. Така. Одиме сега во принцип како што се совивавме пред малку, да се истегнеме од длабок предкон, полека со совивање на ребетот, полека со издишување на долу. Ладно, страна. Сега ги исправаме нозете. Издишуваме длабоко за да пропаднеме што подлабоко доле. Се трудиме главата да остане совиена, значи целта на вакото држење со рацете за да не одиме со главата со поглед напред, да не ја креваме. И потоа ги спуштаме само рацете надолу, преплетени во прстите и издишуваме. Гледате, кога издишуваме, ги опуштаме мускулите и со секој издишување се спуштаме надолу. Се пониско да направиме така. Барем 5-6 издишувања. И опуштаме мускулите на грбот, на нозете. И се трудиме да дојдеме до подот. Се разбира, не застанувате во преширок став, ако застанете тогаш многу лесно ќе дојдете. Така. Полека ги совиваме колис и полека стануваме. Многу е битно од ова положба да не станете нагло, да не ви се сврти, дека се опуштени
мускулите. Така, малку лабајно. Значи, ќе ја покажеме вежбата, а потоа ќе почнеме со повторување. Броиме 8 повторувања, први јас ќе ја покажам вежбата, тогаш двајцата професори и колеги ќе почнат со вежбање, каде што ќе направат 8 повторувања правилно, со целосно издишување на секое собивање и потоа ќе направат, значи, пауза и пак 8 повторувања. Целта ќе биде на секое собивање, без разлика дали го кријаме трупот или ногата, тогаш се издишува. Значи, кога се собираме, стопуваме, издишуваме. Така, еве на првата вежба, значи кажавме, ја работевме, частот кога работевме превенција за лордоза, ова е лесна варијанта за оние што имаат доста послаба мускулатура, а за сите оние што можат, ова е таа вежба, значи издишуваме, полека. Значи целта не е да направите вака, трзе, туку и да стопирате. Коленото гледате да дојде до линијата меѓу латите. Тука и да задржите. Нормално да не го гласкате телото, нити да се гласкате вие во тријагълник. Ајде да започнеме со колегите. Тука. Значи да немаме движење, се трудите да се гласкаме, туку да останеме цврсти и со стоп. Така. Се трудиме ева на ова потешка варијанта, стапалото да не допре на подот и издишуваме кога ногата оди напред. Издишуваме 8 и стоп. Значи 8 повторувања, мислам дека сега стоп. Треба да подмориме малку. Значи правиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 издишувања, стоп, одмараме, барем десетина секунди и продолжуваме пак. Значи го броиме секој повторување овдека. Така. Се трудиме што понапред да дојде коленото. Секој повторување броиме. 4. Може и така да го броиме 4, тоа е 8, а еве колегата ќе направи повеќе за сите оние што почна. 6. Од 8. 7. 8. Супер. Можете малку, а сега ќе направиме, значи, вежби што работевме минатој час, значи имаме вежби што ги работевме и нови вежби што не ги работевме. Од ова положба, значи битно е да ги држиме дланките под глава, а лактите цврсто да притискат на подлогата. Ова одлична вежба, не само за превенција за лордоза, туку и за кифоз, значи, убава вежба, значи, за целосно, значи, исправање на грбот. Значи, издишуваме, кога ги собираме нозете, полека ги враќаме. Значи, целта не е да се кренеме, не е да джапаме, туку полека издишуваме и полека ги враќаме. Може и да не допрете, значи да не ги опуштите нозете на столчето. И почуваме. Така. Така. Полека со контрола. 3. 4. Издишуваме кога ги переваме нозете. Се трудиме да ги кренеме што повеќе. Некои од вас може да дојдат со колената до нивото пред раменици. Тука. Малку пауза, значи 10-15 секунди ќе продолжиме. Значи работите по темпо, со контрола на движењето и контрола на спуштањето, да не ги ударате нозете во столчето. Да продолжиме. Така. 2. 3. 4. 5. Може по-полека, зависи од темпото како работите, од вашите способности. 8. Така, малку ќе одмориме. Може од ова положба, значи, да продолжиме, како што сме поставени тука. Значи, истава положба се годиме. 1, тука ќе 2. Ќе го броиме секој повторување, но овдека се трудиме што повеќе дојдеме коленото, ама да не се креаме вака, туку оваа нога ни е пасивна, само со една нога. Да почнеме. 1. Ќе го броиме секој повторување. 2. За почеток. 3. Навистина ќе биде супер да ги завршите сите овие повторувања, правилно, нормално, и сосема доволно ќе видите дека за да се издржи убава мускулатура, како што споменувавме многу пати нијатиот час, претежно значи 8. најмногу замор ќе чувствувате во стомачите, односно стомачната мускулатура. Издишуваме кога се собиваме. Одиме.
Еден. Се трудите сега што поблиску. Значи ако предната со две нозе доаѓате до оваа ъгла, сега се трудите да дојдете што поблиску со колено. 5, Влечете што повеќе. 6, Така. 7, 8. Така. Малку одмор, меѓу време ќе ја покажам вежбата. Склопување, полесна варијанта од тука. Значи дланките само се придржуваат до главата, не ги ставате пози главата, се туркате. Значи другата нога не останува земјата. Се хијат и се спуштате. Ова е полесната варијанта. Значи, но внимавајте, не е цел да паѓате надолу и не е цел да правите некои джапања напред. Значи со контрола полека спуштање. Потешката варијанта ќе биде другата нога останува крената, односно двете нозе не го допираат подот. Исто, издишувате кога се кревате и дишувате кога се спуштате. Да започнеме. Имаме полесна и потешка варијанта, го броиме секое повторување. Така. 3, 4, Значи прсите може да слободно да бидат допрени помалку, битно е да не влече многу. Полека по контрола спуштање. 8, Одлично, одмор малку. Полесната варијанта е ногата останува во контакт со душот, со подот. Вежба попозната како склопка. Има различни склопки, има и потешка, но еве ова е супер и овие две можности ни дават избор според јачината на мускулите. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така. Значи на сите вежби издишуваме кога се собираме дразите дали качуваме трупот или ногата. Тоа е тој принцип кога се смалува просторот тука за себе воздух, значи полесно е диафрагмата потиска, издишуваме, кога се спуштаме, издишуваме. Сега, ќе ги задржиме раците, може под главата, ќе ги кренеме нозите горе. Тука, пред да застанеме во добра положба, значи справи нозе, не совиени, не тука, не вака. Кога ќе најдеме добрата положба, гледате, тука ќе се обидеме, значи со целосно прави нозе во колениците да се качуваме. Не мора да одите горе, значи не мора да правите некои движења, трудете се само да останете прави и ако можете, значи под контрола убаво издишувате. Така. 8 пut. 1, Така. Тоа е целта. Сврсти да бидат нозе. 3, Сврсти исправени, 4, целосно во колениците, 5, стегнати 6, и под контрола, одлично така. 7, 8. Така, ги одмараме. Значи цврсто, под контрола, држиме стегнат стомакот, притискаме со долните грби. Тоа е значи она што треба за да го исправиме. Мора непревидно дотично држење. Во една одлична вежба за заекнување на стомачните мускули. Продолжуваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Под контрола. 7, 8. Така, не ги мавајте само повторувањата, бројката, туку вака под контрола да се работи. Сега ќе направиме вежбата што работи во минатиот пат. Лесна варијанта, кажавме дека едната нога е целосно исправена, другата совиена. Потешка варијанта, раците ни се покрај телото. И уште потешка варијанта, три варијанти е со ова движење. Ајде да започнеме, го броиме секој повторување. Може да изберете тежина според вашите можности. 4, Така, целосно исправена нога и доближена нога што поблиску до вашето тело. 7, Значи доближувате, доближувате. 8. Така, одмараме. И одме. 1, Така, 2, долната нога не треба да допира на подот. 4, Може да ви треба малку ротација тука, 6, за да го фатите движење, значи целосно. 8. Уште убаво за страничните стомачи. Така, малку одмор. И одиме сега. Значи,
наизмерично ги допираме дланките под петиците, тука, што можеме поблиску, и тука. Значи, тука, тука. Гледате како се доближуваат колената накај трупот. Се разбира, издишуваме, 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 издишуваме. Како до сега. Малку полесна вежба. Се трудиме под петиците, дојде, па на прстите. Во стапалата, па на прстите. 4. Така. Така. Значи издишувате два пати. На секој собивање на колениците. Тоест доближување на колениците. Добро. Одмор. Jedan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така. Добро. Сега вежба, што ја ќе направиме малку поспоро. Во положба, значи да ни дланките ќе ги држиме на прсти, малку полесна варијанта, и ќе се трудиме ногата со издишување да излечеме одека душекот малку тешко изглед, напред, има комбинација од две малци за екнување и истегнување. Го бројме секој повторување, значи тука и тука. Така, започнеме. 1, И се трудиме дланките. 2, Може Стефан 3, да 4, Так, 5, 6, 7, одлично. Сега во пауза ќе смениме само малку положбата за да знаете подобро се гледа од камерата. Професор и колега Бојан ќе дојде. Така, ето така. Двајцата попречно поставени се и да започнеме. Да видиме вежбата. И од рукаво 1, се трудиме дланките да останат во контрола со подобро. 2, Изгледа лесно, но не е толку лесна вежба. 3, 5, 6, 7, 8. Така. Добро, се враќаме на столчето. Единствен реквизит што ги користим денеска и ја работевме минатиот пат, најдобра положба е со ова поставување на раците до X. Гледате, значи нозите да не ви се поставени вака, што често се случуваше, нели? На оно прва вежба и нова вежба. Значи, АГО 90 степен. Ќе покажам првим јас. Од тука полека со издишување се криваме и се спуштаме. Значи не чапајте горе, туку полека, долниот дел од грб ќе остане во контакт со подлогата и полека се спуштаме. Секунда за качување, задашка и полека 2 секунди спуштање. Значи издишуваме нагоре, дишуваме надолу. Да започнеме. 1, 2, 3, Одлично. 4, 5, 6, 7, 8. Пауза. Така, одлично. Со темпо под контрола. Почувствувајте ја контракцијата на стомачите мускули, значи и под контрола спуштите се да не паднете надолу само. Може да сложиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Полесно е ако се целосно спуштате со главата, потешко е ако задржите без да отпреме главата. Сега ќе се стегнеме малку, пред ќе го направиме ово истегнување, често се вика змија. Дланките за почето ќе ги поставиме во ниво на рамениците, полесно е понапред.
Потешко е поназад, ќе започнеме полесна положба, се кријаме полека, погледнуваме нагоре и дишуваме и пробуваме да се совиеме полека. Тука ќе ги совиеме. Зошто го правиме ово изтегнување? Зошто глобално беа вклучени стомачите мускули, не го работевме првиот пат, но сепак мора да ги изтегнеме малку, зашто многу вежби направивме за стомачната мускулатура. Така. И само изтегнување, значи. И сега ќе продолжиме со друго изтегнување. Веќе завршиме со тешките вежби, доволно е неколку пати, 2-3 пати да се држите. Во ово изтегнување, полесна положба, да се држиме зад, од колениците и полека да издишиме. Со главата е многу битно да паднеме напред, за да го стегнеме овој дел, долниот дел од грбот. Значи, ако главата ви е вака, ќе имате контракција на грбните мускули, нема да можете да си стегнете. И после тоа може да пробате првите со видни коленици, потоа со прај. Издишувате, земате воздух, издишувате и се спуштате надолу. Може да се повлечете, поблиску да дојдете, поблиску, пониско. Многу битно во превенцијата за деформитети си и вежбите за изтегнување. Сега ќе направиме уште една. Ќе задржиме барем 15-20 секунди. Рацете се напред, ќе се трудиме да седнеме на дланките, да не дозволиме да се доближат, односно нахите да се свалиат. А коковите ќе ги извлечеме назад и ќе чувствуваме изтегнување, во изтегнување на целиот грб, черепот, во еднина, рацете. Издишуваме, се обидуваме со главата да е исто пониско, со коковите пониско надолу. Така, значи коковите да се спуштат надолу. Така, одлично. Видате како во целта на истегнувањето е да се задржи, за да навистина биде истегнување, да се почувствува. И завршуваме како минатиот час за превенција со ово истегнување, каде што веројатно повеќе ќе почувствувате истегнување на задна ложа. Стапалото може да го повлечете, с прстен стапалото меѓу коленото, ги преплетуваме дланките и полека со издишување се наведнуваме и да не биде она наведни се исправи се, наведни се исправи се. Тук се спуштаме, издишуваме. Барем 5-6 издишувања така полека. Со секој издишување се спуштаме пониско и пониско. Гледате како земам воздух и се спуштам пониско, а воедно ги кријам рацете повисоко. Завршиме со другата нога. Така. Одиме пак. Мора неколку пати длабоко, значи така да издишите и ќе го почувствувате истегањето и во долниот дел на грб. Кревете ги раце високо. На секој издишување спуштете се со главата пониско кон коленото, пониско кон коленото и ќе чувствувате прекрасно стегање на мускулите на задната ложа и долниот дел од грбот. Тоа е се ученици за денеска. Благодариме на вниманието.